9 јануари, 12 часот, состојба на патиштата во Република Македонија. Сообраќајот на државните патишта се одвива тековно во зимски услови по претежно влажни коловози, наместа со остатоци од снег на коловозот по интервенција на дежурните екипи на Македонија пат. Забраната за сообраќај за тешки товарни возила на патниот правец крак Маврово-Дебар се уште е на сила. Поради ниските температури наместа е можна појава на голомразица. Во клисурите и усеците можна е појава на помали одрони, особено на патните правци: Кочани Македонска Каменица Делчево, Виница Берово, Гостивар Стража, Маврово-Дебар Струга, Демир Капија Удово, Катланово Велес, Крушево Демир Хисар и Ресен Буково. Јавното претпријатие Македонија пат апелира на внимателно возење и прилагодување на брзината спрема условите на патот. Дежурните екипи на Македонија пат се постојано на терен и ги одржуваат сите патни правци проодни. За сите подетални информации јавете се на дежурниот телефон 02 2561 502 или да ја посетите интернет страницата на Македонија пат www.macedoniapad.com.mk. Ова е последното соопштение кое човек може да го најде на интернет страницата на Македонија пат по однос на состојбата со патиштата во низ Република Македонија. Добар ден и добре дојдовте во првото издание за оваа работна недела на Очи во очи заедно со мене Огнен Јаневски. Во продолжение ќе одиме со прилогот на колегата Александар Пешев, кој многумина го видовте вчера и секако зборувавте за него по однос на советите кои што се дадени на граѓаните за нивното движење по голомразица, особено затоа што е многу присутна низ оние споредни улички, но и тротоарите кои што се наоѓаат не само во главниот град, туку и во сите останати населени места во Република Македонија. За состојбата на патиштата, улиците и тротоарите и зимското време зборуваме денеска во оваа емисија. Постојат одредени техники, да ги кажам, на одење, движење по мраз, па и во овој урбан дел во градов, каде што сепак доле е мраз. Техники кои што би ни помогнале колку толку да се движиме или по-безбедно, или пак доколку дојде до паѓање, некоја техника за како би го ублажиле тој пат. Како е најбитно? Повкочането, понавалено, поисправено? Има неколку начини на одење. Многу е позната онаа техника, ја нарекуваат пингвин техника, каде што е добро да си исправен, да се прави нозете и кога газиш, кога одиш се движиш со поправи нози и позавлекување на ногата, на задниот дел. Значи петата да лизга. Да лизга ногата по тој дел кај што е мразно. Стапнување на пета или повеќе на прст? Да, тоа е претежно за држање на рамнотежата, зашто кога идеме опуштено, обично газиме на цело стапало. И рамнотежата на телото, дали сме малце понапред или поназад, нели во зависност од одењето, рамнотежата на телото не ни е сконцентрирана точно на ногата и најчесто може да се падне. Одењето на таа пингвин техника е со исправени, значи претежно исправени нозе и влечење на ногата и помали чекори. Дури може да се држи рамнотежа со рацете, да се најде точката на движењето. Тоа е еден од силовите на одење кој што би ми помогнал кога поминуваме замрзнат терен. Друга работа, друг начин на одење е, да речем, на прсти. Одењето на прсти исто така може да ни помогне или да го намали ризикот од лизгање. Не е тоа малку поризично на прсти, да речеме, повеќе напред да тера? И повторно е битно да се биде во исправена положба, затоа што кога си исправен, кога нозите и телото се исправени, тука е рамнотежата, не бега лево-десно. Пак реков, со раците може да се балансира некое одење и секако тоа да биде со помали чекори. Колку се битни чевлите во ваква ситуација? Чевлите се битни. Чевлите се доста битни, затоа што одење по мраз со оние патики, летни патики, да ги кажам, кои што имаат мазен ѓон одоздола, е многу поризично отколку одење со зимски кондури и чевли кои што се доле порапави, што имаат као крампони. Тие колку толку даваат некој вид на кочење, помало е триењето на мразот. Сега, постојат и оние што ние планинарски или кои што терминот им е дерези, кај повеќето луѓе не се познати или се познати под Те викаат шилци, мислам дека имате нешто така, да. Носам токму такви. Ова е некоја по-миниатурна верзија на тие дерези кои што се носат на планина. Меѓутоа се многу корисни за овие урбани дедови. Тоа се може да бидат, во случајов јас имам пластика, доле со некои шилци, има и метални, постојат различни видови, се многу добри, многу практични, се само се навлекуваат и се стега на кондурата
и нормално овие шилци што се одоздола кога газиш на мразот го намалуваат и тоа многу лизгањето што доведува до многу побезбедно одење. И ако пингвин техника или газење на прсти, еве, крајот на криштата на многу заледен пат, се случува да падне човек. Ако се случи да падне... Паѓањето има некоја правилна техника, предпоставам не сме да се начекаме на раце во ниеден случај. На раце да не се начекаме. Има начини на паѓање кога најчесто се лизгаш, обично телото иде на намазат. Се препорачува што поблиску брадата, односно главата да биде прилепена кон телото, кон градите, затоа што да се избегне ударот во тилот на главата. Така. Зашто тоа може да биде и фатално, нели? Да се падне на половина или на страна. Битно да се избегне главата. Тоа е еден од начините на ублажување. Сега тоа е сепак дел од секунда, кој може да изреагира и како може да изреагира, тоа е друго прашање. Ако трне нанапред? Ако трне нанапред, пак со нозете, пак да се заштити главата, И, да не се удира главата. Како последно прашање да резимираме, некој треска на мразот. Станување има посебна техника или бараме помош ако некој не е скршен, да речеме? Ако е се во ред со дечкото или девојката или кој да е, ако може да мрда, ништо ќе му подадеме рака да стане. Така? Друга техника околу станувањето посебна нема. Доколку си на овакво можеш да се лизгаш цело време, додека знаеш, тоа е исто како да си на хокеј или на лизгалиште. Ако паднеш, ќе имаш проблеми додека се кредеш, додека станеш. Так. Друга посебна техника околу тоа нема. Значи сепак најдобро има и техники, например пепелот или песокот, сите тие се работи кои што го намалуваат лизгањето, така да може некој да си носи со себе, да си носи пепел или песок. Можеш да си потфрлаш нешто има за да не дојде до лизгање. Јас ви благодарам многу. Мило ме беше. Тоа беа соверите кои што колегата Александар Пеше во текот на вчерашниот ден ги сними и ги емитувавме во дневно информативните изданија, кои што се однесуваат на луѓето кои сепак мораат да излезат надвор од своите домови, затоа што празниците веќе замина, голомразицата остана и проблемите со движењето на луѓето кои мора да излезат надвор од своите домови, затоа што прво треба да работат, второ треба да заработуваат и со тоа и да ги прехранат своите семејства. Не можеме да останеме затворени дома само поради временски непогоди, кои што и не се од некакви сериозни размери, иако така изгледаат. Добар ден, велам кому? Добар ден, Огнен. Најпрво да ви ја честитам 2017 година, бидејќи прв пат во оваа година се јавувам во вашата емисија. Ви благодарам, честите и вам. Иако очекував дека тема ќе биде мандатот на... Тоа ќе оставиме за подоцна. Да, добро, во ред, нема проблем. Имам свој стат, но сега ќе кажам за денешнава тема. Мислам дека се јавувам од Скопје и за Скопје ќе кажам само улиците, централните булевари се исчистени, додека тротоарите воопшто не се чепнати и воопшто ништо не е направено да бидат исчистени, а претежно постарите особи, луѓето одат на тротоарите до сама послуга, да одат до маркети, до на доктор. Мислам, тоа е оставено само на себе, секој да се снаоѓа кој како уме. И на овие ниски температури, мислам дека некои служби, како што се комуналец, паркови, зеленило, општински вработени луѓе што има по општините, не би требало на овие ниски температури да им се дава да излегуваат и да работат. Зошто го велам? Денеска претежно беше многу ниски температури и сите објекти кај што се пунктовите беа незатоплени кај што се работи. Смрзнаја луѓето и мислам дека тоа не е во ред. Јас имам луѓе кои тоа го осетиле на своја кожа, ми кажуваат, велат дека на минус 10-15 степени ние измрзнавме. Мислам дека тоа службите треба да си го средат. Не може човек, например, со една лопата да земе и да чука по тротоарот и да крши мраз. Мислам дека треба сол да се фрли, поголемо количество да се стопи, да го стопи мразот, или па со механизација.
со вака рачна работа може само секој пред своите домови, мислам пред вратите, да се среди, да се исчисти снегот и мразот. Додека на тротоари, појавни површини пред болници, не може овие служби сами со лопати и со копачи да го кршат мразот. Тоа мислам дека е невозможно. Треба Македонија пат да си ја свати сериозно работата, да им се купат нови механизација, нова, бидејќи знаеме, кажа првиот ден кога ги завеа во Велес, дека се стари над 20 години, не да даваат градоначалниците и локалните самоуправи за глупости пари. Добро, ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Одиме со следното јавување. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Еве, Огнен, и јас се јавувам прв пат по ова година. Повелете. Од лани не сум се јавил, цела година, значи немој да ми замериш, ќе се јавувам поредовно, но решив да оставам малку простори за другите да се јават. Темата е актуелна, но поактуелна е што ја спомна претходна гледачка. Но сигурно и за тоа. Затоа ви кажав, ќе има во следната емисија да се задржиме на ова кое што е сериозен проблем за многу граѓани во оваа држава кои што не можат да излезат од своите домови. Да, ова е стварно голем, многу сериозен проблем, но и како секоја година нас снегот не изненадува во сред зима. Тоа е старо наше правило и ние така се и однесуваме. Јас би само сакал да кажам, ако Македонија пат има машини, како што рече нејзин директор, стари по 30 и 50 години, тие не се во пола и повеќе не се во функција. Имам и комшија кој работи во Македонија пат со камион да го чисти снегот, но не го чистат. Не знам зошто, мислам дека тука влијаеше и ова донесување на одредување на мандатар, а знаеме кои две политички партии беа на власт, знаеме дека Кадар Надуи е генерален директор на Македонија пат. Тој има склучено распишан тендер и склучен договор со 3 фирми. Така, слушаме на телевизија, ваша телевизија, и јас многу верувам, не многу, него 100%. Но и тие приватни фирми кои треба да ги одржуваат патиштата, тамо како што е договорено, тоа не го прават. Зошто? А добиле пари. Па некој треба да сноси одговорност. Кај нас не постои да некој сносува одговорност. Да почнеме од највисоките па до најниските раководители во одредени фирми. Тоа е страшна работа. Тоа е некултура, тоа е неваспитање, тоа не знам што е, а народот страда. Јас слушав и исто така за бездомници во Албанија. Многу добро рече народен правобранител таму. Да ако функционерите чекаат да бездомници навлезат во нивни канцеларии, тогаш во ред. Нека не се грижат за нив. Стварно жално е што ова се случува во наша земја, снег од 15-20 сантиметри. Јас сум од Куманово, верувајте, никаде ништо не е очистено. Абе не може една група од работници 10, 15, 20 да чистат поштат со лопати. Не може. Толку е да оставам место и за другите. Благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. Она што Автомотосојузот на Македонија го објавува на својата интернет страница поднос на дневните информации за состојбата на патиштата, вели вака. Прекин на сообраќај од 8 јануари 2017, практично од вчера од 16 часот и 45 минути, има на магистралниот пат А3 Ресен Битола Прилеп кај местото викано Баир, кој е блокиран за сообраќај и се пренасочува низ центарот на градот. Укината е забраната од 8 часот и 30 минути за тешки товарни возила на планинскиот премин Плетвар. Забрани за тешки товарни возила за движење има на крак Маврово-Дебар, како и на патниот правец Прилеп-Битолиште. Прекин на сообраќај. На патниот правец Прилеп-Битолиште сообраќајот е дозволен само за лесни возила со задолжителна употреба на зимска опрема. Поради врнежиот снег затворени се за сообраќај патиштата кон селата Герман, Гошинце и Алешевце. Сообраќајот на државните патишта се одвива отежнато во зимски услови по влажни коловози и со остатоци од снег на коловозите. По интервенција на екипите на Македонија пат. На планинските премини по високите и осојничави места поради ниски температури можна е појава на голомразица. Врнежи
бележи од слаб снег, во раните утрински часови се бележи во Крива Паланка. Во клисурите и засеците можна е појава на помали одрони, особено на патните правци: Кочани, Македонска Каменица, Делчево, Виница, Берово, Гостивар, Стража, Маврово, Дебар, Струга, Демир Капија, Удово, Катланово, Велес, Крушево, Демирхисар и Ресен, Буково. Зимска опрема од 15 ноември на сила стапи законската обврска за задолжително поседување зимска опрема на возилата, без оглед на моменталната временска состојба. Оваа обврска ќе трае до 15 март 2017 година. Фреквенцијата, интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен, на граничните премини нема подолги задржувања за влез и за излез од државата. Оваа информација се однесува само за македонската страна на премините. АМСМ препорачува исклучително внимателно возење, прилагодена брзина на движење и почитување на поставената сообраќајна сигнализација. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете, добар ден. Среќен ден и вам среќна исто. нова година на сите, па и нас. Благодарам и вам исто. За темата, граѓаните се жалат за неичистени тротоари, патишта. Колку се активни граѓаните у тоа? Во кое? Значи, никој не зел лопата околу неговата куќа да изчисте, или околу станевите, или на тротоарот кај што излева од стан. Може ли тие работници секден да пристасат на сите да му изчистат дома? А тротоарите, господјо, ваша собственост ли се? Да. Нека запослат на секоја куќа работено комунал. Чисте на сите. Зимат пари, пат луѓето колку што можат. Колку да изчистат? Колку се тие луѓе на цела Македонија? Па у такви невреме се знае дека треба секој да помогне. Или седни дома и чистат. Уживај. Има платени. Треба да помогнеш како човек, како не да ви објаснам и да ви речам. За сите е убаво да е чисто. За тоа се платени тие. Да изчистат. Ама и ти заангажирај се малку дека треба пред зградата да си изчистиш. Да дојдат и дома да му носат леп и јадење. Да му звонат по врат и да не излеват. И имат платено. Срамота на нашиот македонски народ. Благодат. Пријатно и фала многу. Пријатно и до вас и благодарам за јавувањето. Само да знаете дека одржувањето на патиштата, особено на тротоарите и улиците, е должност на државата и затоа и се издвојуваат пари од нашите даноци кои што ги плаќаме за да може тоа да се одржува. Не може да земате на одговорност граѓани кои што не го исчистиле тротоарот затоа што не е во нивна собственост. Да, нивниот двор и можеби приодот кон нивниот двор треба да се исчисти за да може и да се помогне на сите одоколу, но затоа во оваа држава плаќаме. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Успев некако прв пат да се јавам во вашата емисија, Мило ми е. што редовно ја гледам, ја ценам и сте секогаш актуелни со сите настани во нашата држава. Ви благодарам. Што се однесува до темата, да бидеме поконкретни, би кажал дека секогаш зимата нас не изненадува сред зима, што е веќе за смеење. Нашите служби не се спремни, а што да ви кажам, можам да ви кажам само од моја гледна точка, завчера се вратив од Маврово, кај што навистина најмногу снег заврна и условите беа катастрофални. Ако ви кажам дека 2 дена возило не излезе, што пред 20 години било најпојмливо и може автобуси да се развинат во вакви услови, пошто се од постарите граѓани, и можам да направам компарација со денешната ситуација. Тогаш пред 20 години повеќе снег ли врнеше и повеќе мраз ли имаше? Како не. Сигурно повеќе снег имаше од ова. Овие зими се веќе поусушни, ако ги споредиме со тие. Так. Бидејќи сум по зимските спортови, таму сум 40 и кусур години, што се вели, и ги познам ситуациите и можам да направам одредена компарација. И само е поминал камионот од едната страна, да фактички не може 2 возила да се разминат. На потек од 3 километра вие не можете 2 возила да ги разминете, како ќе стигнете, еве да треба да има болен човек или нешто да се случи, вие не можете да го да интервенирате едноставно.
А што се однесува до Скопје, кога дојдов, тротоарите на вистина беа неисчистени. Бидејќи сум жител на аеродром, исто од моја гледна точка можам да кажам, до Нова година имаше служби кои работеа како и есента за чистење лисија и овде стега. Веќе недела дена немам видено ни еден човек што може да чисти, а ние граѓаните од аеродром скапо платени работници ги толерираме, што не е во ред по мене. Добро. Толку не би сакал повеќе да должам. Благодарам што ме сослушавте. Јас ви благодарам за јавувањето и ви посакувам пријатен ден. Лилјана на фан страницата на Мои термини очи во очи вели: има една работа што многу ми пречи. Паметам уште поголеми снегови, ама и потопли луѓе. Секогаш кога ќе паднеше снег, татко ми и соседите се организира и пред зградите беше чисто. Сега никој, ама буквално никој мува не го лази. Да, организационо целата држава е катастрофа, ама и ние луѓето што се случи со нас. Добро, понатаму пак Мики на исто на фан страницата на Facebook вели: огнен здраво, пошто никој не кажува за завеаните села низ државата, може ли да пренесеш дека 52 села во општина Македонски Брод се завеани и непроодни веќе неколку денови. Надлежните не мрдаат со прста општинскиот буџет, иако има предвидено пари за расчистување од снежни наноси и веројатно ќе биде пренаменет за некои други цели во некои подлабоки џебови. За брзо, ако не се преземат мерки, доста луѓе ќе останат и без храна и основни продукти за живот. Те молам упати еден апел преку вашата телевизија за овие 52 села кои што се завеани и непроодни веќе неколку дена. Поздрав и имај убав ден. Благодарам, Мики. Поздрав и до вас. Дали имаме некој друг на линија? Повелете. Имаме. Да, ве слушам, повелете. Добар ден. Добар ден. Среќни празници. Благодарам и вам исто. Да се надоврзам на претходниот гледач. Ајде. Со трите внучиња бевме во Маврово. Значи, толку снег, ја имаме исто, идеме над 39 години у Маврово, немаше чистач да пројде, немаше песок да турат, улично осветление никаде во Маврово, као да сме у Тунгузија, па затоа народот бега у Бугарија на одмор. Едното внуче малце температура качи, немаше како да дојдеме да го однесеме на доктор. Се јавувавме на градоначалникот, прво се крие. Вработените никаде ги немаше. Значи вчера дојдовме од Маврово, имаме Шкода Фелиција, 2 ланци позади, дечињата од озгора едва сме се стимнале, верувајте, немаше чистач пројдено. До доле до петлјата, па ги извадивме ланците, некако до Гостивар, од Тетово веќе патот беше расчистен. Меѓутоа зборот ми е за Маврово. Да искочи и градоначалникот и јавно да каже зашто е тоа така. Ние даваме пари таму за струја, за се. Ова е трагедија што се случи во Маврово. И уште таму имам деца, не може да си дојдат сега. Так. А градоначалникот се крие. Имам телефон, ја можам и преку Facebook да ви го дадам, да звоните, да прашате што е како е. Ви благодарам многу, господја. Поздрав до вас и ви посакувам убав ден, како и среќни празници. Јас во текот на вчерашниот ден, за тоа лично можам да кажам, бидејќи го поминав сето тоа, одејќи до Гевгелија и назад, зашто ми треба вкупно отприлика 6,5 часа напред-назад, патот од Скопје кон Велес во тој дел е сериозен проблем за возење, барем во текот на вчерашниот ден, во попладневните часови до кај 19 часот ви зборувам. И потоа некаде после третата патарина не е генерален проблем, иако оние работи кои што се вршат на патот веќе од Велеско кон Дрифаково се дел кој што може сериозно се разгледува за проблем, но настрана тоа, на враќање назад е малку подрасчистено. Деловите околу патарините се сериозен проблем затоа што се преполни со мраз и со снег и е многу отежното пристапувањето кон рампите на патарина, не па само да стигнете до патарините, и во тие 6,5 часа возење константно напред-назад, слободно можам да ви кажам дека не видов ниту едно возило на каква и да е служба за одржување на патишта. Значи, ни едно возило. Од Скопје до Гевгелија и назад, а тоа е цела Македонија по линија надолу нагоре. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Среќни празници. Среќни и вам, господја, повелете. Страшно е во зима да ни заврне снег. Многу е страшно. Завислете летно време да ни заврне снег, тоа на 40 степени кој ќе го чисти снегот, така?
Жално е што ниту еден од глаучите што седат по фотелје не се дрзна да се јави зашто не се исчистени патиштата. И би ги замолила оние душебрижници што ги чистеа сите споменици низ Скопје, па нека излезат, нели сега, они се патриоти, па нека не ги изчистат патиштата од мене. Така. Оти се грижеа многу добро за добрите дела на ВМРО ДПМН и за милиардите потрошени, па еве сега ги замолувам да излезат и да ни ги изчистат патиштата по Република Македонија. Поздрав и пријатно. Поздрав и до вас и благодарам многу за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Ало? Да, ве слушам, повелете. Горан од Куманово. Поздрав до вас. Да, супер ви е емисијава. Благодарам. Да, така, поздрав до гледачите, па сретни празници, Нова година и Божич и Падник. Благодарам. Така, само едно сакам да кажам. Ајде. Сите граѓани да излезеа по еден час да работат на улица, пред локалите и домовите, улиците ќе беа чисти. А автопатиштата? Тоа ќе останеше за државата. Добро. Збориме за градовите и за площадите. А тротоарите? Исто е. Секој локал, секој објект и дом и куќа има тротоар. А вие, господине, ве плаќаат ли за одржување на патиштата во државата? Да, плаќамо, ја истистив пред мојот локал. Како се чувствувате кога некој не си ја завршил својата работа и мора вие да ја завршите неа, а плаќате за тоа? Па, ете, временски непогоди. Така, добро. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Синиша вели, ќе биде вака се додека секој македонец си купи по 2 ирваси, после ќе немаме гајле. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Јас сум, добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Сега, баш право време се јавив, за да ви кажам дека Македонија е пустош. Зошто мислите така? Пустош? Од Австрија до граница да дојдеш за 9 сата, а од граница до Радовиш да дојдеш за 10 сата, тоа е Огнан жално. Били сме цела ноќ на Свети Николе. Со ќерка ми со кола дошли сме до пред Свети Николе, еден булдозер помина и нема го. Чекај сат, чекај 2, чекај 3. Нема коли, имаш едно 15. Завени, па праша ќерка ми, абе што бива? Рече, ќе дојде за 2-3 сата, ни 2-3, ни 4, ни 5. Мораше натрак да се вратаме за Куманово, да бидеме тамо, па да прашаме дали проводен патот преку Скопје. Замислете за тие што треба да ги прашаме и не прашат, вика, дали вика има завеени коли? Па идете, видете бе. Зашто сте тие у Македонија? Да нема еден булдозер или едно чистење на пат. Знаеш како? И дојдо, бехме ние таму, али ја и викам, дојда двојца полицајци и викам добро, едно дете имаше од Австрија, исто детето чекало. Ти вика со каква лиценца работиш, вика тука. Тебе вика што те интересира? Викам, дечко, пази, ако е 18 годишно дете, али е паметно. Викам, како да излез, викам, на 20 сантима снег да умрме ние од Свети Николе. Ни назад, ни напред. Дека го има, у која држава го има? Никаде огна. Верувај, од таа гледна точка, чина децата ми са таму у странство, али жалам, многу жалам, што сум останала тука да умрам. Поаро ќе сам уидала од друга држава. Таму да бидам, да умрам него у Македонија, пошто имаме влада расипничка, не домакинска. Ќе ви прават споменици, ќе ви прават цркала, ќе ви прават чуда, а нека виде дали луѓето имат патишта. Тоа е Огнан жалосно. Жалосно. Знаеш што? Со ќерка ми излезе она падна, рака за прст си отсекршен. Викаш му полицајец, гледаш дека не може да влезе, па деца ако не беше, немаше кој да ја возе колата до Радовиш. Каква е ова наша држава? Па поарно да не постое. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас и убав ден.
Трајче на Facebook ни вели панорамското тркало во Скопје ќе чини 19 милиони евра, најскапото специјално возило за чистење снег и уредување на патиштата од врнежи на снег чини околу 300.000 евра. Тоа е рамно на 50 специјални такви возила. Да беше така направено во денешнава твоја прекрасна емисија, ќе зборевме за доаѓањето на пролетта. Среќнати нова година, секое добро, благодарам Трајче исто и вам. И веројатно имаме време за уште еден последен гледач, или? Немаме време за уште еден последен гледач, тоа беше последниот со кој што искомунициравме со оглед на тоа дека и времето за дневникот доаѓа. Можете да најдете по интернет многу совети кои што се однесуваат на тоа како да се однесувате, особено во делот на возењето, доколку морате да возите, за одржување и на самото ваше возило, но и пристапот кон учеството во сообраќајот, без разлика дали сте пешак, дали сте возач или пак на некаков друг начин учесник. Чувајте се и јас и вие се гледаме повторно во мој термин во 18 часот. До тогаш останете со програмата на 24 вести.